Кај сте ве, најдраги и најубави мои? Ви не достигав? Знам, и јас понекогаш кога се немам те видено 3-4 секунди си не достигам. Туку друг ми беше муаветот. Само што ми кажа дека фондот за пензиско ги блокирал жиросметките на 4000 компании и стартувал со присилна наплата на долговите. Истото ги очекувало уште 20.000 фирми на кои веќе им биле испратени решенија за задолжување. Овие компании на фондот му должеле околу 20 милиони евра. Ми кажа и дека стопанството реагирало на ваквиот потек, бидејќи токму државата им должела огромни суми на фирмите. Според информациите на А1, државата на стопанството му должи 165 милиони евра. Предходно, екс-министерот за финансии Хајредини обелодени уште поголема сума. Над 600 милиона евра Македонија должи владата и на тие компании, на приватниот сектор. Значи, муаветов е, фирмите на фондот, кој што е државна институција, му должат 20 милиони евра, а самата држава според податоците на А1 им должи на фирмите 165 милиони евра или според Хајредини 600 милиони евра. Разликата, ако ги земеме помалите, односно податоците на А1 е 145 милиони евра, пари кои државата треба да им ги префали на фирмите. Баш ме интересира што има да каже премиерот на ова. Мене ми е мило што слушам дека А1 телевизија ги коригира своите бројки од 600 милиони евра долг, како што беше кажано од вашата телевизија пред околу една недела. Сега слушам дека се зборува за некои 160 милиони евра долг. Јас ќе ве охрабрам понатаму да поработите и ќе констатирате дека долгот е значително помал и е прилично незначителен. Ајде да ве видам, истражувајте и дознајте. Ајде ако сте фраери, дознајте колку пари им должиме ве. Еве, јас знам точно колку пари им должиме, ама не ви кажувам. Нормално дека нема да ви кажам колку. Поинтересно е така кога се играме, истражува и дознај. Ни приближно нема таква бројка како што беше спомената. Каква е сумата? Па не знам, точно знам, веројатно многу нешто малку и за кратко време достигне. Добро, еве ме фативте, не знам. И шо сега? Вие да не знаете случајно колку е корен од 69 по 3 на втора минус косинус од 16? Више, ние овде преродуваме за татковината, работиме тие... Ој видете ги резултати што ги имаме постигнато. Тоа се гледа и од резултатите, да речеме, за 2009, ние имаме трет најмал пад во Европа. Со 0,6% пад на економијата, тоа е третиот најмал пад споредено со било која држава во Европа. Буџетскиот дефицит ни беше втор најмал во Европа, 2,7%. Океј, супер, прекрасно. Значи, да видиме, имаме трет најмал пад во Европа, втор најмал буџетски дефицит во Европа и сега ни фали уште нешто со место број 1, и тоа не во Европа, туку во целиот свет. И мислам дека веќе го имаме. Режија? Македонија го усвои првото место на светското првенство во невработеност. Yeah, baby! Така е! Според интернет порталот 24/7 Wall Street, Македонија е апсолутен рекордер во светот по невработеност. Во анализата за невработеноста во светот, Македонија со 33,8% е на првото место, а зад себе ги остава Ерменија, Алжир, палестинските територии, Западен брег и Газа и уште еден куп други лузери. Епа, најаки сме. Да, баш сега и ние тоа зборувавме. Треба да го скратиме джинглов. Тој е многу долг, вие нестрпливи да ме видите. Дур си се свртил пропаднала кинеско-корејската инвестиција во Бунарџик. Да, компаниите Haier и TreeView требаше да почнат да градат фабрика за компјутери и LCD монитори во слободната економска зона Бунарџик, но ништо од тоа. Сигурен сум дека безобразните новинари и за оваа неостварена инвестиција ќе обвина нашата преродбеничка влада. Со договорот со владата за закуп на локација во Бунарџик, ветија инвестиција од 9 милиони евра и вработување на повеќе од 100 луѓе. Наместо тоа, оставија само трева и грмушки. Само трева и грмушки, а? Тоа е ова за тебе. Само трева и грмушки. Епа, дозволи ми да ти објаснам нешто. Знаеш ли ти што имаше на ова место пред да дојде премиерот? Да фрли лопати да го крсти Бунарџик? Не? Епа, еве јас ќе ти кажам. Имаше ништо. Едно големо ништо. Ти текнува ли што имаше пред Господ да застане да го направи светот таму на првиот ден? Ништо. Ете тоа, така беше и овде. А сега, благодарение на нашата прекрасна влада,
Тамо има трева и грмушки. Неблагодарен еден. Добро? Да, окей, договорено, да. Почитувани гледачи од режија ме известуваат дека тука мораме да завршуваме бидејќи следува кога лисијата паѓаат. Ми падна лисијата. Ај, чао.